тука од посетата на Демирхисар и на Крушево. Главната тема денес со средбите со граѓаните е катастрофалниот откуп на тутунот и гледаме дека производителите на тутун се многу незадоволни. Прво од ниската откупна цена, второ од декласирањето на тутунот според некоја методологија на мустри кој што не одговара на квалитетот на произведениот тутун и трето од тоа што гледаат дека во државата, за жал, некои стопански субјекти блиски до власта увезуваат ориентален тутун, што представува директна конкуренција и го загрозува производството на домашниот тутун. Затоа, како политичка партија, побаравме уште во декември минатата година во собранието да се расправа за оваа тема. За жал, владеачкото мнозинство не излезе во пресред на таквите барања. Сега е продолжен откупот до крајот на март, но гледаме дека ситуацијата не се менува и голем број на тутунопроизводители остануваат со непродаден тутун, а од тоа екзистираат. И цениме дека ваквиот начин и однос од власта не е соодветен со трудот и времето кое што се вложува од страна на тутунарите во производството на тутун. Ние како пратеници ќе пробаме повторно во собранието оваа тема да ја подигнеме во јавноста и со самото тоа да создадеме поголем притисок врз властите и компаниите да го испорачаат она што тутунопроизводителите го заслужиле. Има неколку прашања од новинари. Има информации дека Рашковски и Николовски не се во државата, односно дека едниот е во Мексико, а другиот во Дубај. Ќе ве замолам за ваш коментар. Па мислам дека ваквиот однос на владини функционери, кога државата и народот се соочува со пандемија, затворене во полициски час, се борат со здравствени ризици и со сиромаштија, некој да прави вакви скапи одмори и да се луксузира во Мексико и во Дубај, е нечесно кон народот и на крајот од криштата владата која што бараше воведување на кризна состојба, се гледа дека криза има само за народот, а нема криза за владините функционери кои што прават луксузни одмори кои што чинат по десетици илјади евра. Затоа сметам дека ваквото однесување на власта е понижувачко за луѓето кои што ги гласале. И сметам дека треба да си понесат и политичка и морална одговорност во најмала рака со понудување на оставки. Влада на периодов ја следат голем број скандали, меѓу кои едната и нападката на кинеските вакцини. Ќе побарав интерпелација од Филипче, ве молам ваш коментар. Интерпелацијата од министерот за здравство ја побаравме во собранието. Поддршка за таа интерпелација даваат и другите опозициони партии. Се надевам дека господинот Џаферич ја стави интерпелацијата што поскоро на дневен ред, затоа што цениме дека бројот на заразени, бројот на, за жал, починати наши сограѓани, бројот на невработени кои што се создадува во државата како резултат на лошото менаџирање со пандемијата и трчањето по провизии преку фантом фирма од Хонг Конг наместо обезбедување на вакцини за имунизација на населението, се доволно големи и основани причини за еден министер сам да си поднесе оставка или ако не е доблесен да го направи тоа, тогаш собранието и пратениците да му изгласаат недоверба. И ги повикувам сите пратеници од сите градови, особено оние каде што се премногу засегнати со голем број на жртви и ново заразени и таму каде што стопанските субјекти се уште трпат сериозни потешкоти од ова лошо менаџирање на власта, исто така да се придружат на ваквото барање, да го разрешиме господинот Филипче и да ставиме некој подобар менаџер кој што ќе може здравството, луѓето и граѓаните да ги изведе на подобар пат и подобро да менаџира со оваа пандемија која што досега нанесе многу големи штети на сите нас. Владата имаше размислување за зголемување на време трајањето на полицискиот час. Дали сте за воведување на полициски час и што мислите за тоа? Па порност на полицискиот час, повторно ќе кажам, полицискиот час за жал важи само за оние граѓани кои што честно и поштено го почитуваат, а не важи за државните функционери кои што летуваат во ексклузивни места во светот. И гледаме дека и досегашната состојба со голем број на заразени и голем број на жртви е доволен показател дека ваквите паушални мерки на полициски час не ги даваат
потребните резултати. Штом немате вакцини за имунизација на населението, секоја друга мерка не може да биде компатибилна со она што е реална потреба. И на крајот од краиштата полицискиот час значи дека имаме неспособна влада која што носи мерки кои што на некој начин значат казнување на граѓаните. И сметам дека ваквото поигрување и неконзистентно однесување на власта, кога пред една година само за 200 заразени дневно воведуваше долгодневни карантини, а сега гледаме дека тој принцип не важи, само покажува дека власта си игра политика наместо да го менаџира овој здравствен ризик кој што нанесува голема економска штета.